Добар ден на сите, или добра вечере веќе. Добар ден, граѓани и граѓанки. Добар ден, радовишанки и радовишани. Добар ден, почитувани турци. Во турска куќа сум родена, инаку во Охрид. Мислам дека после многу денови, може би најважното и го кажавме, иако кога слушам што кажуваат тие, голема дилема имам дали да коментирам нешто безсмислено, зашто обично оние кои не знаат молчат, ама во Македонија понекогаш незнаењето е сила и моќ, за жал, и затоа мислам дека е тоа уште еден голем предизвик, наместо да се занимаваме со нив, да го кажеме она што вие треба да го чуете. Тоа е нешто што всушност и го мислите и секогаш е врзано за правото и правдата. Додека тие не убедуваат дека политиката е најважната работа и тоа нивната, ние ги убедуваме дека ќе ја врамиме политиката по правото. Дека на погрешен начин ја разбираат политиката, секојдневно гледаме. На нивните трибини, кои се главно наместени и затворени, присуствуваат министри, присуствува премиерот и човек се прашува дали може во предпладневните часови на денот некој да биде премиер, а премиерите во правна држава се премиери на сите граѓани, вклучувајќи и опозицијата, а попладне се председатели на партии. Тие не гледаат во тоа проблем, ама јас гледам сериозен проблем. Се разбира, веднаш ќе ви одговорат или ќе ни одговорат дека па во изборниот законник не пишува дека владата треба да функционира како техничка за време на председателски избори. Да, ама Венецијанската комисија секогаш повикува на одвојување на државата од правото. Тие тоа не го знаат и тие ја употребуваат државата, иако попусто, бидејќи се знае и сите знаеме дека оваа битка е однапред изгубена. Нема што да добијат. Не знае човек дали да се чуди, дали да се дума или да се смее, кога ќе прочита дека сегашниот председател ја украл победата на последните председателски избори. Замислете да украдете близу 200.000 гласови разлика. Невозможно е тоа. Се разбира, тоа е една голема илузија на оние кои знаат дека уште еднаш ќе изгубат, па веројатно тогаш пак ќе не обвинат нас, дека иако се тие на власт, сме им ја украле победата. Деновиве со разговорите со граѓаните, од една страна сум пресрекна, бидејќи имам увид во проблемите на мојот народ, вашите проблеми, сите ние имаме увид во проблемите. Меѓутоа, од друга страна сум толку тажна, кога ќе чујам што све не е решено во овие 2 години и неколку месеци аветено, а со што се китат, тоа се неверојатни работи. Председателот на ВМРО ДПМН е честопати тоа со инвестициите го кажува, бидејќи тие не прават разлика меѓу инвестиција и реинвестиција. Меѓутоа, денеска слушав некои небулозни работи од типот не знам колку пари ќе сме добиеле кога ќе сме ги почнеле преговорите и замислите ако е 600 милиони велат, а 60 си додаваат нули и си веруваат во тоа. Веројатно мисля дека е нулата број, меѓутоа мислам дека тоа не ќе може веќе повеќе така. Не ќе може набрзо, односно не ќе може
по 21 април и особено по 5 мај, бидејќи тогаш ќе стигне демократската пресуда на народот, дека се обидовте да не измамите со живот, меѓутоа не само што не донесовте живот, туку ни го загрозивте животот. Јас затоа велам дека за еден председател во неговите надлежности врзани за безбедноста и Советот за безбедност, предпоставувам дека првата задача ќе биде на загаденоста, на еколошката катастрофа, на еколошката криза во Македонија, да гледа како на безбедносно прашање. Во друга земја, верувајте ми, председателот или самите пратеници би побарале од собранието да прогласи вонредна состојба, бидејќи ние имавме параметри во врвот на загаденоста кои не само што делуваат физички, туку предпоставувам делуваат и на нашиот ум. Меѓутоа, тие воопшто не се грижат за нашето физичко и ментално здравје. Тие се во некој политички сон, знаат дека уште малку им преостанува, па затоа гледаат сите можни средства да ги употребат. Понекогаш кон таа цел и вас и мене и сите нас не убедуваат дека НАТО е на прагот, дека тоа ќе значело крај на безбедносните проблеми, иако сите ние знаеме дека НАТО никогаш не интервенира во внатрешните односи, но не е доволно да го истакнете знамето на НАТО пред владата и да се фалите дека сте зрели не само безбедносно, организационо, финансиски, туку ако сакате и стратешки со НАТО. Далеку се тие од тоа. Затоа ќе треба силна работа за ние да станеме компатибилни, стратешки, финансиски, со средства, со инструменти, со политики, за да можеме да водиме не само регионална безбедносна политика, туку и евроатлантска безбедносна политика. Исто така слушам, иако нерадо цитирам глупости, дека ова низ нивна призма ќе било четвртата за нив Македонска република. Каков цинизам, каква хипокризија, зашто според членот 7 од Преспанскиот договор, придавката Македонска не може да стои пред републиката. Затоа и ја одвоија, а она што ја карактеризира македонската историја во минатото, во далечното минато во 19. век, е всушност републиканскиот облик. Првата република на Балканот била Крушевската република. Други пите биле монархиите. Затоа Крушевската република е вткаена во нашата химна. Затоа Крушевската република е врежана во нашите срце. Ама тие не ја пеат химната како што вие сите ја пеевте овде. Тие ја избришаа историјата на химната. Тие ја заборавија суштината на химната, правдините за Македонија, ама тоа ние ќе го реализираме наскоро. Не знам дали како професор треба да укажувам на кршењето на Уставот и на Законот за химната, иако тоа е мојата вокација. За мене е пострашен срамот, бидејќи не е само право на некој премиер никаде да не излезе пред никого, а не особено пред соседот кој што треба да го убеди дека е рамноправен, а не понизен, без да ја интонира химната. Но нему тоа, како што гледате, ништо не му значи. Зошто?
бидејќи како да не знае што значи национално. Тој е анационален. Како да е срамно ние да речеме национално. Како сега ќе биде национална химна, ако не се вика македонска химна? Како ќе биде Македонија национална држава, ако не се вика македонска национална држава? Како ќе биде телевизијата национална, ако не знаеме на што се однесува националното? Не, тоа не е воопшто анахроно. Тоа е основна карактеристика на секој народ и на секоја нација. Ние ќе си го побараме и ќе си го вратиме правото на самоопределување на овој народ. Правото на самоопределување не е абстрактно, туку е врзано, има содржина. Таа содржина се вика сами да си го напишете уставот, сами да си го смените уставот не под притисок, сами да си го одберете името, знамето, грбот, се што е битна карактеристика на националната држава. За жал тие, без наша согласност, се откажаа од нашите атрибути. Заборавија дека без нашиот глас ниту се овластени, ниту имаат право тоа да го прават. Ги предупредивме и ги подсетивме на референдумот, дека не стоиме зад нивните поднаводници политики. Ги подсетивме дека молкот може да биде најгласен. Не послушаа. Затоа треба сега на изборите најгласно уште еднаш да ги делегитимираме, за да можат, ако имаат доблест, да се извинат за стореното и да си заминат. Велат дека сме ги употребувале или злоупотребувале председателските избори како за парламентарна кампања. Видете, во поделбата на власта, владата и председателот се две глави на извршната власт. Кога тие две глави се почитуваат, кога тие две глави разговараат, кога тие две глави државнички се однесуваат, тогаш државата водена од нив оди по прав пат. Ако тие две глави не комуницираат, тогаш државата е обезглавена. Тие обезглавија државата, а ние двете глави ќе ги обединиме. Ние двете глави ќе ги поставиме во хармонија и синергија и резултатите европски набрзо ќе ги видиме. Логично е да сакате да разговарате со некој кој има став. Логично е да разговарате за некој кој е загрижен за лошите состојби. Логично е да разговарате со некој кој има стратегија, кој има реформски капацитет и реформска решеност. Ама не можете да разговарате, попустиви се разговорите со луѓе кои измислуваат, со луѓе кои забораваат, со луѓе кои немаат беса, со луѓе кои не знаат што кажале денеска, а што ќе прават утре. Тие не се државници. Ним не им е местото на челните позиции во Македонија. Тие мора да си заминат за да се појават вистински водачи. Има во литературата српска една книга, се вика Водач. Авторот е еден сатиричар, остар, Радое Домановиќ. Ги води така луѓето до еден момент кога некој вели, ама да видиме каде сме. Гледаат без дна. Тоа се овие водачи. Нам не ни требаат такви водачи. Видовме каде не одведоа. Ниту една реформа ја нема, ама за нив реформа е, замислете, промената на името. И тоа не било промена на идентитетот.
Еве сега по весниците и по трибините води диалог со мене. Вели дека, како сум можела да мислам, дека ако сум се родила во Народна Република Македонија, ке сум била друга. Ама видете, само во филмовите има тие за социјална фантастика временска машина, зашто кога сум се родила јас, немало Северна Македонија. Како може тогаш некој да ме транспорира назад и да рече дека нема никаков проблем? За него нема проблем, бидејќи тој може да живее и во минатото, а да замислува дека живее во иднината, да живее овде, иако може би си има свој град, како во феудализмот, а да замислува дека е тоа Брисел. Меѓутоа, јас ги гледам вистинските проблеми. Оти ако не ги гледате вистинските проблеми, ако не ги соголите проблемите, ако не ги предочите проблемите, не ке можете да ги решавате. Уште не убедуваат дека на државава и требало повторно председател, а не председателка, зашто како да имало сите претходни како да биле председателки, па лошо управувале и сега крајно време е да направиме промена. Не ми е јасно. Сите велеа, пред да се појавам се разбира јас, помнам, дека преферираат промена, односно жена председателка, ама замислуваа една друга. Може би е нескромно да речам, ама јас мислам дека ВМРО ДПМНЕ, после многу научени лекции, после цврста решеност за промени, покажа далеку поголем реформски, ама и демократски капацитет од нив. Мене не ме избраа еден, двајца или тројца во некој хотел. Не. Ниту тие тоа би го сториле, ниту јас би го прифатила тоа. Не. Ние, неколкумина, витешки, се надпреварувавме за гласовите на делегатите во демократска процедура, што е гаранција за демократски капацитет и за демократски промени. Таа лекција тие никогаш нема да ја научат. Ги засрамија луѓето, ги понижија луѓето, ама гледате, дури и никој не реагираше. Не знам дали е тоа страв или што е причината, ама мислам дека не е во ред. Јас, да се случеше нивното, нема да го прифатев тоа, ама јас прифатив, зашто и оние со кои се надпреварував, сега одат низ Македонија и помагаат за мене, и тоа е доказ. Тоа е доказ дека се вистински луѓе за вистински времења и дека се разбира со ваквото политичко поведение имаат и прекрасна политичка иднина и јас не се сомневам во тоа. Што е она што може еден председател или председателка да направи или што треба да направи во ова ужасно време што не снајде, може би само во поезијата е опишано подобро од она што сега јас го зборувам. Режимот е хибриден, нелиберален, нема поделба на власта, нема никаква комуникација меѓу владата и председателот. Внатре во владата само еден е главен. Јас понекогаш кога сум цинична велам, ако британците за својот премиерски систем велат дека е како месечина, меѓу звездите, нашиот како да сака да биде Амон-Ра. Ама нему е местото нему во нашата држава, зашто последиците се катастрофални
Само тој не може да ги види и неговите обожаватели, но граѓаните на секој чекор ги чувствуваат. А јас го имав тоа задоволство овие месеци да си ги запознаам граѓаните, да ја примам нивната енергија, да ме инспирираат, да ме обврзат, да го сторам она што е нивен проблем. Нема крај листата на проблеми. Дали е еколошката катастрофа, дали се лицата со посебни потреби, дали се поднаводници по малите заедници, кои се секогаш целосно анулирани и за кои принципот на правична и соодветна застапеност како да не важи, а ние тврдиме дека сме мултикултурно, мултиетничко, мултиконфесионално, а тие туркаат во бинационална држава која е катастрофално решение. Дури и во науката велиме, бинационалната држава преку босанизација може да доведе до кипаризација, ама тие не се свесни за тоа. Не посегаат по заштита на турците, на ромите, на власите, на бошњаците, на србите, зашто тие треба да создадат еден амбиент на умереност, граѓански амбиент, амбиент во кој што во прашањата за културниот идентитет нема да има надгласување, но тоа не е така. Велам дека реформите почнуваат од нас и повторно не сум била разбрана. Јас никогаш не сум потенцирала дека председателот треба да има поголеми ингеренции од овие што се во Уставот. Не, јас сум голем противник на силни председателски функции. Не сме ние Франција. Во нашиот Балкан, кога има многу функции еден човек, може да стане лесно конзул. Нам не ни треба нешто што е минато. Но не разбрал, вели дека нема да ги проширува функциите, туку ќе ги задржи постојните. А јас кога велам дека ќе ги редуцирам, мислам на привилегиите. Ама мене не ми се потребни привилегии. Јас сум привилегирана што имам прекрасна професија и студенти. Јас сум привилегирана што сум ваша кандидатка. Јас сум привилегирана што ќе добијам шанса на народот да му покажам дека јавната политика ми е најважна. Дека нема повисока цел од таа да му го вратите на народот и на државата она што сте го добиле од неа. Време е да го докажам тоа. Ако повикувам постојано и ако ги советувам студентите да учат, да вложуваат во знаење, да се надпреваруваат, да се докажуваат и надвор, тоа ме обврзува и во кабинетот, токму таквите личности да ги ангажирам. Запомнете, оние кои ќе бидат во кабинетот на председателката, ќе се бираат на конкурс, сите ќе ги имате на увид нивните биографии, ќе може да ги споредувате. Јас би сакала тој демократски вирус да биде пример за сите државни органи. Не се сомневам и во досегашните разговори со партијата, што ме предложи и партиите, што ме поддржаа, го мислиме сличното. Дека треба да почнеме ново време, не нивна четврта Македонска република, нашата Европска Македонска република. Може би мала, меѓутоа рамноправна, квалификувана, достоинствена, инспиративна и почитувана. Бидете убедени дека нив никој не ги почитува, но нашиот срам е што секогаш преку нив ја гледаат големата слика на малата Македонија. Ние не сме како нив, ниту е Македонија како нив. Затоа треба новата слика,
преку амбасадорите, преку воените аташеа, преку судиите во Уставниот суд, преку гувернерот, преку сите функции каде што јас имам ингеренции, да бидат вистински луѓе на вистински места. Така ќе ги задржиме најумните деца, така ќе си ги вратиме најумните и најперспективните, така ќе веруваме дека вреди да се работи, дека вреди да се жртвува, вреди да се живее, не вреди да се лаже, вреди да се верува во правото и правдата за Македонија. Благодарам.